институционалната приказна, без која што земјоделците не можат, преминуваме на нашите главни актери за вечерва, земјоделските производители. Од безбројните предлози избравме само 10 земјоделци од различни сектори кои заслужија да го добијат признанието за најуспешни на оваа наша престижна манифестација. Да почнеме со ред. Митат Исмаиловски од село Будаково, Могила, потекнува од земјоделска фамилија, а со земјоделство на големо се занимава уште од далечната 97 година. Повеќе од 20 години Митат заедно со целото негово семејство обработува околу 400 хектари земја. Имаат 3 фирми и сите фамилиарно работат, како што вели Митат, како задруга. Оваа година на сите 400 хектари произведе пченица, а планира да купи уште земјиште и уште повеќе да инвестира во земјоделството. На моите колеги земјоделци сакам да им порачам дека треба да се дружиме, да контактираме меѓусебно, да си размениме мислења и искуства, за да одиме напред со земјоделството, вели Митат. Митат Исмаиловски, најдобар полјоделец за 2021 година. Благодарам за овој голем, благодарно што ве добивам од Агро Тим. И јас како покрупен земјоделец од село Будаково, ова година за да се пофалам со производството, не можам да се пофалам бидејќи временските услови не ни одговараа. Значи немаше најмалце 90 дена дожд и приходот беше паднат, тоа многу. Мене лично во моите парцели беше приносот негде околу 2 тона и 800 килограми по хектар. Значи не можам никако да се пофалам, али сепак за ова се благодарувам многу. Фала. Гоце Поповски е овоштар со долга семејна традиција повеќе од 50 години. На повеќе од 5 хектари одгледува јаболка со врвен квалитет, а ги извезува на странските пазари. Вели дека едукацијата е најбитна за успех во оваа гранка. Потребна ни е многу поголема едукација за користење на препарати, но и за заштита од климатските промени, вели Гоце. Потенцира дека одгледувањето на јаболка е благородна работа која нуди големи предизвици, но истовремено и огромна радост е кога целиот вложен труд на бербата се одразува со високо квалитетни производи. Квалитетот на преспанското јаболко е познат и признат во светот и потврден со многу анализи и контроли на квалитетот. Гоце Поповски, најуспешен овоштар за 2021 година. Честитки, Гоце, и уште поголеми успеси, можеш да кажеш нешто. Навистина е гордост и чест да се добие едно вакво признание. Благодарам за ова признание. Ова за мене ќе биде само уште една мотив, поголема мотив за уште поуспешно производство на јаболка. Благодарам. Ване Митев, градинар од село Василево Струмичко, со земјоделство се занимава скоро 20 години. На 20 хектари земјиште, кое е во негова собственост, со помош од неговата сопруга и останатите членови од семејството, произведува пролетна зелка, пролетна краставица, пиперки ајварки, бостан, црвена зелка, а во зимскиот период и оранжериска марула.
Ване со своето семејство живее исклучиво од земјоделското производство, а како што вели и покрај несигурниот пласман, и во иднина планира да продолжи да се занимава со градинарство. За сега вели ова производство им е доволно за неговата фамилија да живее пристојно од земјоделството, но не ја исклучува можноста за зголемување на површините. Ване Митев, најуспешен градинар за 2021 година. Ване Митев од општина Василево, Струмица. Ова е една голема благодарност за ова голема награда и една голема благодарност до Агротим и една голема чест и за воиднина. Благодарам. Ванчо Ристов од неготино повеќе од 40 години се занимава со лозарство. Од половина хектар старо лозие на неговите родители, Ванчо стигнал до денешните 4 хектари лозови насади. Ги одгледува сортите Шардоне, Совиньон Бланк, околу 6 декари темјаника, потоа Пино Нуар, Мерлот, Каберне и Вранец. Од закројување на лозието па си до добивање на финалниот производ, Ванчо, неговата сопруга и нивниот син се работат сами со нивна механизација. Ванчо веќе 8 години има регистрирано мала винарија и годишно произведува 20.000 шишиња, односно 15.000 литри вино. Бидејќи овој наш крај има голем проблем со откупот на грозието, добра работа е да има се повеќе мали семејни винарии. Ванчо Ристов, најуспешен лозар за 2021 година, кој вечерва е оправдано одсутен, но го прати својот братучет да го земе признанието. Благодарам за наградата. Се обраќам во името на Ристов Ванчо, кој што оправдани причини не беше да би присутен, и да изразам голема благодарност до екипата на Агротим за доделената награда. Поздрав. Стеванче Велјановски од село Галичани Прилепско 19 години одгледува тутун. Во тоа му помага целото негово семејство, сопругата, двете деца и неговите родители. Оваа година има насадено тутун на 2 хектари. За производство на тутун има комплетна механизација за орање, садење, дополнителна обработка на површините и систем за наводнување. Според него, од тутунот се живее многу добро. Се што досега стекнал и се што направил во животот, го направил од тутунот. Тутунопроизводството никогаш во животот нема да го прекинам, дури можам, ќе работам. Стеванче Велјановски, најуспешен тутунопроизводител за 2021 година. Добро вечер на сите. Благодарност до Агротим што ме повика да ми го врачи ова признание и да ми овековичи мојата 20 годишна работа во производство на тутун. Секако ова ќе биде мотив за да продолжиме и понатаму со производството. Ви благодарам. Албер Ушидовски, сточар од битолското село Лажец, повеќе од 12 години одгледува крави, а во тоа му помагаат неговата сопруга Мањола и нивниот син. Во фармата има околу 60 грла крави, а планира наскоро да го зголеми своето стадо.
На земјиштето што е во негова сопственост одгледува пченка и луцерка за добиточна храна, а млекото со години го предава во битолската млекара. Секој си ја знае маката, кој сака да работи ке има, кој не сака нека лежи дома, вели Албер. Земјоделство вечерва признание за најдобар сточар му доделува на Албер Рушидовски. Фала многу на признанието и поздрав до сите и да е здрав и жив Леонардо и Симпекс. Симеон Петковски, пчелар од село Рапеш, потекнува од семејство кој има долга традиција во пчеларството, уште неговиот дедо и прадедо чувале пчели. Во моментов има 145 сандаци со пчели, а во најдобрите години вади и до 40 килограми мед. Најголема поддршка и помошник во пчеларењето му е неговата сопруга. Освен мед, Симеон произведува и прополис и поленов прав. Тој е задоволен од пласманот на медот, како што вели има купувачи и на мало и на големо и планира во иднина да го зголеми бројот на сандаци, а во тоа секако голема помош се и субвенциите од владата. Симеон Петковски, најуспешен пчелар за 2021. Добро вечер на сите гости и пред се ви благодарам на Агротим за наградата. Благодарам уште еднаш на сите. Миријана Митровска, успешна рурална жена од село Добрушево, во 2017 година отворила фирма со кредит за самовработување од Агенцијата за вработување и од тогаш заедно со незиниот сопруг Никола се занимаваат исклучиво со земјоделство. Главни помошници во извршувањето на земјоделските работи им се нивните 3 деца Андреј, Стефан и Ангела, секако кога не се на училиште, а Миријана се надева дека еден ден тие ќе продолжат да го развиваат овој семеен бизнис. Земјиштето што го обработуваат е во нивна сопственост, произведуваат пченица, пченка, тутун, градинарски производи и планираат во иднина да го прошират производството. Прво да се почне, па потоа да се надградува. Таква е оваа наша работа. Бара трпение и многу труд, вели Миријана. Современо земјоделство му дава награда на најуспешна рурална жена на Миријана Митровска. Добро вечер на сите. Ви благодарам многу за ова признание. Му благодарам многу на Агротим и на Современо земјоделство. И ова ми дава поттик за понатака да продолжам. Ви благодарам. Антонио Ангеловик е млад земјоделец од Лозово. Земјоделското производство за него е традиција која тој ја продолжува со сета сериозност и одговорност која ја носи оваа професија. На 700 хектари одгледува житарки и има 15 хектари лозје, а произведува и семенски материјал.
Субвенции редовно користи, а последните 2 години има купено 2 нови трактори, комбайн и приклучна механизација и има изградено силос и магазински простор. Тој вели дека ако се работи професионално и посветено, од земјоделството може многу добро да се живее. Најуспешен млад земјоделец Антонио Ангеловик од Лозово. Добро вечер на сите. Фала за наградата на Агротим и на современо земјоделство. Исто така ова награда ќе биде уште еден поттик за да се занимаваме шо професионално со земјоделството. Ви благодарам. Катарина Ѓоргиевска е собственичка на капацитетот за селски туризам Ранчо Иванчо на Ката во село Уморани, кој заедно со незиниот сопруг го отвориле пред 10 години. Во нивниот мал рај, кој е наменет за приватно уживање на гостите, доаѓаат посетители и од нашата земја и од цел свет, кои на ранчот може да уживаат во мирот и природата, како и во вкусната храна, спремена со свежи локални производи и подготвена по традиционални рецепти. Ранчот е представен на платформата Booking за резервации за сместувања и има многу позитивни препораки. Следен предизвик за Катарина е глампинг туризмот, кој планира да го развива во Уморани. Селскиот туризам во нашата земја може да представува една одлична и бескрајна економска гранка за развој на локалното население во руралните средини, вели Катарина. Ранчо Иванчо на Ката, ако не сте слушнале да отидете и да ги посетите, промотор за развој на руралниот туризам, видеото кој што претходно го видовте.